Продолжуваме понатаму на истата тема. Според календарот на Обединетите нации, споминавме денеска 22 март, почнувајќи од 1993 година, се одбележува Светскиот ден на водата. Добро знаеме дека водата е основа за постоењето на живот на планетата Земја. Сепак, правото на вода не е подеднакво достапно за секого. Приближно 900 милиони луѓе во светот немаат пристап до чиста и здрава вода за пиење, додека 2,5 милиарди луѓе немаат нормални услови за одржување на својата хигиена. За значењето на Светскиот ден на водата, за тоа колкава е свеста за глобалната криза со водата, но и за незината заштита и рационално користење, утринава разговараме со професор доктор Валентина Славевска-Стаменковиќ од Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Веќе би требало да имаме на Skype, доколку се слушаме. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро до сите гледачи на Македонската радиотелевизија. Ви благодарам на оваа покана, што е исклучително за мене важна, бидејќи јас сум човек кој се занимава со истражувањето на водите и навистина е чест да се биде гостин на еден ваков ден, како што е 22 март, денот кој се одбележува Светскиот ден на водата. Како што рековте, од 1993 година со одлука на Обединети нации, токму овој ден се одбележува како Светски ден на водата. Сите ние знаеме дека водата е во основата на одржливиот развој, клучот на социоекономскиот развој за постоење на здрави екосистеми, а пред се исклучително важно за опстанокот на човекот. Познато ни е дека водата е од витално значење и за намалување на глобалното оптоварување со болести, но и подобрување на здравието и благосостојбата и продуктивноста на населението. Токму и онака, како што и вие кажавте, во фокусот токму на овој ден, значењето на питката, односно слатката вода, да се обезбеди, како и вода за доволни количини на вода за хигиена, па во таа насока и денес и во минатото, а верувам и се надевам и во иднина, ќе се преземат исклучително големи активности за справување на глобално ниво со оваа глобална криза за вода и дека ќе успееме да се со заеднички сили да се подигне свеста кај преку 2,5 милиарди луѓе кои навистина живеат без пристап до безбедна вода. Така, во 2010 година Обединетите нации го востановија правото на безбедна и чиста вода за пиење и санитација како основно човеково право кое што е суштинско значење за целосно уживање во животот. Сега како основно човеково право, зошто и во 21 век постојат луѓе кои што се уште немаат пристап до чиста и безбедна вода за пиење, нешто што постојано се истакнува во сите релевантни светски институции? Токму така, значи за жал правото за вода не е еднакво достапно за секого. Еве, споменавте и вие 900 милиони, иако овие бројки флуктуираат од година на година, некаде ќе прочитаме 900 милиони луѓе, некаде 2 милиони луѓе немаат за жал пристап до чиста и здрава вода за пиење, а околу 2,5 милиарди луѓе немаат нормални услови за одржување на својата хигиена. Инаку, кога ќе кажеме овозможување на пристап до здрава и чиста вода на луѓето, тоа значи дека всушност за секој човек треба да има доволни количини вода за задоволување на своите животни потреби, но и секоја држава треба да води грижа за обезбедување на ова право за своите граѓани. Повелете. Не, така, кои се главните, она што ме интересираше, кои се главните причинители за фактот што се повеќе луѓе немаат пристап до здрава и безбедна вода за пиење? Постојат бројни причинители, наистина не знала ни од каде да почнам. Пред се заселената контаминација или загадување на водите со штетни и со отпадни материи. На тој начин водите треба да претрпат и tekako голем третман, значи процеси на прочистување, подолготрајни, економски дури неисплатливи за прочистување на тие количини на загадена вода, за да се на некој начин доведат, да речеме, во состојба на вода за пиење, што и секогаш не може да се постигне, туку дури најчесто со тие техники успеваме да стигнеме и да ја доведеме до состојба на
техничка вода. Потоа слабата водоводна мрежа или старата водоводна мрежа, старите канализацијски системи. Не сите домаќинства имаат пристап до јавниот водовод, да речеме. Најголем дел од домаќинствата што се во руралната средина или подалеку од јавната доводна мрежа, најчесто се тие кои се под голем ризик за да користат вода која е можеби бактериолошки, односно микробиолошки, па дури би рекла и хемиски неисправна. Иако не се исклучени и ситуации од некои радиолошки опасности. Значи, правото за вода е основно елементарно право, човеково право, како и други бројни човекови права, но за жал и самиот човек придонесува да потешко си го оствари ова, би рекла ова свое право. На Светскиот ден на водата убаво е да се подсетиме во однос на состојбата со водните ресурси кај нас. Дали кај нас е забележан трендот на намалување и загрозување на водните ресурси? Вие спроведувате повеќе истражувања на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет. Што велат тие истражувања и податоците со кои што вие располагате? Каков е квалитетот на водите во земјава и кои се оние фактори кои што воедно влијаат на истиот? Токму така, не само јас и уште бројни колеги од Институтот за биологија сме дел од тимовите кои во нашата земја вршат истражувања на состојбата со квалитетот на водите. Секако дека во ова се вклучени колегите од Управата за хидрометеоролошки работи, кои се всушност институција назначена за вршење на мониторинг на квалитетот, но и на квантитетот на водите во нашата земја. Иако би рекла дека за жал како резултат на недоволна екипираност со човекови ресурси и опрема, се уште ова мониторинг мрежа не може да се воспостави во смисла да се прави мониторирање на сите таргет места кои би требале реално или водни тела кои би требало да се мониторираат во нашата земја. Но сега ќе се вратам на нашите искуства. За жал, нашите искуства во поглед на истражувањата со состојбата со водите покажуваат дека голем дел од водите во нашата земја, независно за кој од 4 сливови станува збор, се исклучително загадени, што секако и тоа многу често и во состојба на слаб или лош еколошки статус, што секако се одразува и на обезбедувањето, нели, и на квалитет на вода, не само за пиење. Во случајот овде тие води би се користеле во најголем дел од страна на населението за наводнување. И сега замислете, ние користиме храна која се наводнува со вода која не само хемиски, него најверојатно и микробиолошки е неисправна. Знаеме дека свеста кај луѓето се уште не е на некое високо ниво да секогаш внимаваме во однос на тоа како го миеме зеленчукот или овошјето и многу често можеме на својата трпеза всушност да поставиме контаминирана храна. Да не одиме подалеку дека и преку синџирите на исхрана, да речеме преку живиот свет во водите, они алги што се макрофити, едни водни безрбетници или макроинвертебрати, сето тоа преку синџирите на исхрана го внесуваат како штетни материи, потоа оди кон крајните, да речем, во синџирот на исхрана, како што се рибите, да речеме, и можат и рибите, знаеме, можат да се најдат често на нашата трпеса, во себе да содржат токсични материи. Дури ако зборуваме за загадување со нутритиенти, да речем, или некои отровни и опасни материи, најмногу се засегнати во овој контекст средните и долните текови на реките, особено на големите реки во нашата земја. Значи, станува збор за реката Вардар, тоа ни е познато реката Брегалница, во струмичкиот слив, за жал, реката Струмица, кој исто така е доста битна за населението, па од друга страна таа е една од поранливите екосистеми која е под аспект на климатските промени.
Не помалку примери има и во Дримскиот слив, значи по излез реката Дрим од Струга, кон селото, да речеме, до Повљање, исклучително низоквалитетна вода. И нормално сега бараме, веруваме дека ќе добиеме некои подобри информации или ќе добиете подобри информации од нас дека горните текови на реките се некако во подобра состојба или се, да речеме, некако помалку таргетирани или под притисок од човеково влијание. За жал, јас ќе речам дека не е така, особено тоа што горните текови на реките се под влијание големо и од факторите на други влијани од човекот, како што е, например, дефорестација. На тој начин е позголемена негативното влијание од ерозивните процеси. Потоа изградбата на малите хидроелектрани, кои некогаш се поставени во каскаден систем и како влијаат и на количините на вода, питка која евентуално би можела да се искористи за пиење, а всушност таа се користи за производство на многу мали количества на електрична енергија, значи многу се мали бенефитите, а големи се штетите врз количините на вода, но и врз животната средина. И сето тоа последователно влие врз живиот свет. Ние сме земја која е позната по ендемични, ретки видови кои, да речеме, се големи биолошки вредности за нашата земја и кои се наше орудие, би кажале, во борбата за да обезбедиме одредени подрачја од заштита. Професорке, обилна е навистина темата, но времето полека но сигурно не ограничува. Би сакал да го завршиме денешниот разговор со следново прашање. Годинашното мото под кое што се одбележува Светскиот ден на водата е подземните води, правејќи го невидливото видливо. Навистина подземните води се невидливи, но нивното влијание е видливо и забележливо насекаде. Во 2015 година Обединетите нации правеа напори да всушност донесоа 17 цели за одржлив развој, меѓу другото и најважната е онаа шестата цел, која што вели да се обезбедат санитарни услови и пристап до вода за пиење за сите. Мислите ли дека се прават доволно напори во глобални рамки да се обезбеди подеднакво право на здрава и безбедна вода до сите? И со оглед на ситуацијата и начинот на кој што третираме водата како ограничен ресурс, може ли да дојдеме во блиска иднина да се соочиме со сериозен недостаток на вода? Секако, ако свеста на населението, не зборам само во нашата земја, него во глобални рамки се уште на ова ниво, ние нема да за скоро време, иако оваа цел некаде поставува граница до 2030 година дека ќе се реализира. Јас ке мене постои страв дека тоа и нема да се случи, затоа што во голем број од земјите и на светско ниво се уште законите за води не се применуваат комплетно во пракса, нито оние правни акти кои се донесени, за нив не се донесени ни подзаконски акти за заштита на водите, ниту пак во плановите за управување се зима во предвид оној момент што е доста актуелен за климатското влијание во глобални рамки. Значи, ние најчесто си дебатираме, например, Струмичкиот слив е ранлив екосистем од климатските промени, правиме некакви од прилика сценарија што би се случило до 2050-та или до 2100-та година, но ако не се преземат соодветни мерки за контролирано црпење на вода, за намалување на емисиите на отпадните материи во водата, контролирано црпење и ископување и црпење на вода од бунарите, фактички на тој начин контролирано црпење на вода од подземните води, ние навистина не само на глобални рамки, туку и како земја која е и ранлива и од климатски промени и од можни загуби на количини на вода, ние за жал би се нашле сигурно во некоја, би кажала, неповолна
неповолна состојба во блиска иднина. Инаку, исто така би сакала да кажам дека барем она што е постигнато во нашата земја преку Уставниот суд на Република Македонија, донесена одлука дека е противуставно да се прекине снабдувањето со вода за пиење кога корисниците не ја исполнуваат обврската за плаќање. Постојат бројни такви случаеви познати кога на расна дискриминација или дискриминација согласно социјалниот статус, кога одредени семејства, значи тоа се случувало и во нашата земја, не им е обезбедена вода, токму од причини поради дискриминација на ова етничка припадност. Професор Валентина, благодарам, споменав навистина исцрпна тема, секако повод да закажеме гостување во некоја следна прилика. Благодарам за одвоеното време и денешното гостување во утринската програма. Се надевам дека пораките кои што ги пренесовме по повод Светскиот ден на водата успеа да допрат до нашите гледачи, бидејќи секако водата е еден од најважните ресурси за човештвото.